Здраво на сите! Драго ми е што денеска сум со вас и вие со мене како дел од прекрасната литературна манифестација за деца Пролет на сребрените соништа и што ќе имаме можност да зборуваме за поезијата, за творењето, за инспирациите воопшто. Навистина е малку необично да се зборува пред екран, меѓутоа ги замислувам насмеаните лица на стотици деца кои што сигурно ќе го погледнат ова видео и заедно ќе можеме да ги споделиме емоциите кои што не обземаат додека читаме или додека пишуваме песнички. Сватив дека всушност и овој начин на комуникација има своји предности, особено заради тоа што можете во било кој дел од денот да бидете на било кое место во светот со драги луѓе или пак со луѓе со кои што делите исти и слични гледишта и вредности. Така пред неколку седмици бев гостинка баш вака од дома во едно основно училиште во Скопје и дружевме со 50-тина ученици, млади талентирани идни автори се надевам, кои што читаа прекрасна своја авторска поезија и проза. Тогаш сватив дека всушност токму на овој начин на комуникација технологијата ни дава можност да запознаеме лица кои што никогаш можеби досега ги немаме сретнато или животот нема да ни ги вкрстил патиштата. Токму затоа да бидеме благодарни што во ова навистина несигурно и малку чудно време имаме можност да зборуваме за убави, за весели нешта. Токму таква е причината за моето денешно гостување и за моето обраќање. Тоа е новата книга за деца, односно збирка поезија, песнички за деца, насмеани стихови. Тази е излезена, во петокот всушност излезе од печат во издание на Детска радост и просветно дело и најдобрата уредничка на светот Ксенија Маказлиева Трајчева. Насмеаните стихови не се ништо друго, освен тоа што и самиот наслов не насочува насмевки што се кажуваат наизуст во рима. Насмеаните стихови дојдоа спонтано, онака како и што се создаваат. Од моите весели соработки со литературните списанија за деца Росица и од уредничката Ксенија која што ме мотивираше, ме водеше, ме поддржуваше во целиот овој процес и постојано дружевме со децата, бев дел од нивните авантури. Во оваа стихозбирка се сместени 60-тина песнички кои што одговараат на детската возраст некаде до 8-9 години. Дел од песничките се тематски поврзани, се однесуваат на животни, на животот во селото или во градот, посветени се на растенијата на Нова година. Така што тие се всушност дел од моите соработки со литературните списанија за деца, со уредниците, со дружењата со децата и сето тоа е едно големо искуство кое што всушност е преточено во насмеаните стихови. Зошто ми е ова искуство толку посебно и навистина драго да го споделам, заради тоа што всушност соработката со Росица го дефинираше мојот поглед на творештвото за деца и мојот поглед кон поетскиот детски свет. Тие всушност на вашите идеи му даваат поглед, облик на дете. И многу е важно заради тоа што имате сосема поинаква представа за поезијата за деца отколку што сте имале претходно. Сета таа непосредна соработка со децата, запознавањето на нивниот вистински свет, на нивната природа, ве прави многу посензитивни на децата и едноставно кога ќе седнете да пишувате вие веќе во вашата глава ја имате детската игра која што потоа добива стихови со ритам. Од таа смисла можам да кажам дека тоа е како да имате лажичка која што ја брцнувате во голем куп со песок и се трудите таму постојано нурнувајки да пронајдете некоја нова инспирација, некој нов допир со детето, не само со детето кое што ќе ве чита, туку и со детето во себе. А тоа е многу важно, да разриеме внатре во нас и да го пронајдеме нашето можеби заспано дете, кое што како некое мече спие во некоја топла пештера и го тера својот зимски сон.
на крајот на краиштата, зошто толку многу ме обзема чувството кога сум дел од детскиот свет, заради тоа што тогаш чувствувам дека правам нешто вистински искрено, чисто и многу благородно. Така што се радувам што насмеаните стихови се овде, што еве во овие следни минути ќе имаме можност да слушнеме дел од песничките сместени во нив и се надевам дека во некои следни прилики ќе имаме можност лице в лице да ги споделуваме песничките, да ги читаме и да ги доживуваме и толкуваме заедно.